Здраво, девици! Добро дојдовте, ова се вашите месечни тарот толкувања. Ова се пораките за вас и месец март 2023. Овде ќе зборуваме за тие поголеми нешта што ќе се случуваат месецов. Овде ќе зборуваме поопширно. Но, доколку има некој од вас кои ги сакате и тие кратки неделни пораки, тогаш тие може да ги најдете на Facebook. Значи, ќе одите на Facebook, ќе пишете Gold Tarot MK, ќе се отвори страницата и таму слободно можете да си ги гледате, да си ги слушате кратките неделни пораки, тарот пораки за вас, за сите знаци се разбира секоја недела. А овде пак сите векои наоѓате по нешто значајно, наоѓате нешто кое ви е од корист. Лекувајте, коментирајте, споделувајте, помогнете побрзо да се шират, да стигне таму каде што се непотребни пораките и претплатете се. Тоа вас ништо нема да ви чини, а нам многу ни значи. И сега, ајде да видиме што ве очекува вас, драги девици, во март месец. Некој од вас, значи ова генерално сега зборуваме, но се генерални пораки, не може сите исто да ги доживеете нештата, затоа бидете се пораката што си ја за вас, да си ја препознаете. Само така ќе ви биде од корист. Се друго изоставете, не е за вас. Некои од вас, девиците, вие сте во некаква борба, во некаква битка, или со такво чувство сте, или буквално сте во таква ситуација. Оваа борба, битка може се да биде за некој од вас битка со некого, битка со нешто, битка може би интимна, лична, приватна со вас самите. И може да биде за се и во секое поле, може во домот, семејството, партнерот, партнерката, може во кариерата, некакви бизнес партнерства, зашто поврзано е со друг човек или со други луѓе. И што се обидувате вие во овие битки? Вие се обидувате некому да разбудите некакви чувства, или вие се обидувате да разубедите некого во нешто. Вие сакате да всадите кај некого некаква идеја или некакво чувство. Тоа е оваа битка. Се обидувате на секој можен начин, затоа што сакате она што вие сте го почувствувале и она што вие сте го смислиле, сакате да го пренесете на другиот. Значи, може би вие се учествувате некако на одредена тема, се разбудил кај вас, се разбудиле чувства, во љубов таква. И сакате подеднакво исто да се чувствува и другиот, подеднакво исто да се однесува и другиот, сакате подеднакво исто и да посакува, да се, дури и желбите да му бидат исти, дури плановите за иднина да му бидат исти. И да, тоа се окей, меѓутоа не може да биде подеднакво исто. Вие не сакате да ја прифатите индивидуалноста кај другите периодов. Не сакате да ја прифатите, сакате да ја наметнете вашата волја, вашата желба, вашата идеја. И не сакајќи да ја прифатите индивидуалноста, ќе развиете некакви, ако веќе не сте развиле некакви токсични врски во сето ова, ќе развиете некакви обсесии, обсесивни мисли, може би па и постапки. Едноставно не сакате да прифатите дека другите луѓе имаат свое мислење, имаат свои желби, потреби. Не значи дека другите луѓе имаат погрешни на некој начин или пак имаат желби и потреби во кои ве нема вас. Вие може би од тоа се плашите, некој од вас се плашите дека во нивните планови за иднина, во нивните желби и потреби ве нема вас. Се плашите дека може да развијат чувства некаде на друго место, се плашите дека може да најдат идеја или план или соработник на некое друго место. Тоа вас ве плаши и ве вознемирува. И не давате простор, не им давате приватност, не им давате слобода. Ако е за тоа, дури пак најобично нешто, еве сте родители, на децата не им давате слобода да се изразат
себе си, да бидат она што се. Вие сакате да им наметнете нешто ваше. И тоа нема да оди, не функционира, тоа го знаете и самите, некаде длабоко во вас. А пак ако мислите дека тие се на погрешен пат и вие сакате да ја засадите оваа идеја, како тие би зачекориле на правиот пат, тогаш мора да го смените методот. Вас не ви е добар методот. Може би сте пробале на повеќе методи да искористите, сте пробале на повеќе начини, меѓутоа сега конкретно во моментов вашиот метод нив ги наместо да ги привлече, ги одбива. Наместо да посакаат да послушаат нешто од вас, сакаат да бидат сами. Наместо да сакаат да бидат окружени со вашата енергија, сакаат да бидат окружени со една друга енергија. Ке треба да го смените методот и ништо повеќе, затоа што само тоа е погрешно овде. Се друго е добро. Ке биде битка, да, за вас, верувам, но верувајте дека на крајот на криштата пак може не е прав тајминг, не е право време за вие да засадите некому идеја. Почекајте, оставете, нека си ја земат сета потребна слобода, сето потребно време, се што им треба другите, од другата страна. Нека разгледаат и други може опции, зашто и да се работи, и тогаш ќе можете вие да настапите. Сега за сега не бидете настојчиви, затоа што само така ја отфрлате уште повеќе и ја одбивате работава и нешто оди се подалеку и подалеку од вас, наместо поблиску до вас. Тоа е за некои од вас девиците. Некои други девици пак периодов ке вие или ке дознаете, сега значи на која страна ќе бидете од ова, вие знаете, меѓутоа се работи за некаква наклонетост, некој овде или родителе, или вие сте наклонети на некоја страна малку повеќе. Да речеме, имате две деца и сте се наклониле малку повеќе кон едното, или пак имате пријателства, неколку и сте се наклониле на едно многу повеќе отколку на другото или другите. Или пак вие ќе разберете дека некој од вашите родители, вашиот родител е наклонет многу повеќе, а што мислам со тоа наклонет пак или повеќе помага финансиски таму, материјално, емотивно, физички, како и да е помага некаде повеќе отколку вам, и тоа ќе го дознаете. Сега ако сте вие тие што го правите тоа, другите ќе дознаат, пак има малку некои компликации, некои расправи, ништо страшно, меѓутоа ете тоа се појавува како порака оде за вас, за некој од вас. Други пак од вас девиците кои имате повозрастни родители кои не се можеби, не живеете заедно во физички простор, може би периодов ќе треба да ќе се приближат кон вас или ќе дојдат да живеат кај вас или вие ќе отидете да живеете кај нив, или пак ова е некоја сосема поинаква порака за некого од вас, може би вашата мајка, може да биде и татко, меѓутоа јас гледам дека е мајка кај некого која некаде далеку живее, може би се враќа да живее со вас, а може би пак во незиниот живот, во незиниот интимен живот влегува една нова личност. Тоа ќе го доживеете или вие или таа периодов како некој благодет, како некој благослов, но ќе се испостави дека и не е толку едноставно, има тука многу нешта кои ќе треба после тоа да се решат, многу обврски кои ќе се натоварат со оваа постапка. Нема да биде лесно, едноставно, значи нема да биде како што се надевала или мајката или вие, не знам, кај вас се појавува сето ова, а може би пак за некој од вас ете, само тоа е порака дека настапуваат промени во животот на вашиот родител. Ако сте вие највозрасниот кај вас во вашето семејство, тогаш кај вас настапуваат некакви промени, вие влегувате во некое партнерство со некого, дали е сега
ова емотивно, љубовно или бизнес партнерство, не знам, вие знаете, и на почеток изгледа совршено добро, на почеток изгледа дека ова е полн погодок, така како што треба да биде, меѓутоа ќе се испостави дека овде имало многу повеќе работа и повеќе обврски отколку што сте мислеле на почетокот. И уште една порака за некој од вас кој премногу се грижите за нечие здравје, или вашето, или на некој ваш многу драг, толку многу се грижите што вашите мисли постојано се таму, летаат таму и пребарувате по интернет, пребарувате од каде и да имате извор, да пребарувате симптоми, се информирате за болеста, за што и да е, постојано ви се мислите, реков таму, се грижите многу, секој симптом го гледате толку страшно и паничите можеби некој од вас. Сакам да ви кажам дека воопшто не треба да се грижите, воопшто да не се плашите, овде ништо лошо нема да биде, ништо лошо воопшто и нема, период е некој се случило нешто, меѓутоа ќе помине. Значи ако имате некој кој не е добар, здравето сега ќе оздрави. Ако сте вие тоа, не грижете се, нека не ве грижат симптомите. Да, добро, не сум јас доктор, вие треба да си следите сите насоки кои ви ги даваат лекарите и докторите, меѓутоа јас зборувам за грижите, не грижите се, ништо нема лошо да биде овде. И, драги мои девици, јас се надевам ќе пронајдете нешто што ќе ви биде од корист, а до следното наше видео, чао.